на градежни работи на новиот автопат Штип-Миладиновци кај Кривидол загина 58 годишен работник. Работна машина грейдер прегази работник при изведување градежни работи на новиот автопат во близина на штипското село Кривидол. До трагедијата дошло околу пладне, кога од засега непознати причини при извршување на работните обврски 58 годишен маж од кривопаланичкото село Ранковце бил прегазен од градежна машина која враќала во Рикверц. За жал лекарите од Светиниколската брза помош констатирале смрт. Беме заедно до доручек. После доручек го тргнаа таму на друго место работно и како се е десило не сум запознаен, не може да ви кажам ништото, а од село ми комшии сме. Сега дојдов. Пред малку тука сум чувар, сега дојдов. Чув дека било нешто, не знам што е било. Се чувствувате ли безбедно додека работите на автопатот? Се чувствуваме безбедно, меѓутоа која грешка е настанала не знам. Увид на местото на несреќата изврши екипа од штипската полиција. За само неколку месеци ова е втора несреќа на автопатот во изградба. Претходно на оваа траса се преврате шлепер полн со песок. За среќа тогаш немаше жртви. Почна реконструкцијата на тротоарот спроти Стопанска банка во Штип. Во наредните 10 дена ќе се реализира реконструкцијата, пошто екипите на јавното претпријатие Стипион ќе продолжат со реконструкцијата кај малиот плоштад кај пензионерски дом или на тротоарот кај здравниот дом. Стартуваше реконструкцијата на тротоарот спроти Стопанска банка во центарот на Штип. Екипите на јавното претпријатие Стипион од денеска почнаа со отстранување на асфалтот од тротоарот, кој е еден од најфреквентните за пешаците во централното градско подрачје. Директорот Сашко Протогеров вели дека инвестицијата ќе чини околу 340.000 денари, а ќе се реализира во рок од 10 работни денови, доколку временските услови се погодни. Тој истакна дека веќе се прават и планови, но кои други локации треба да се реконструираат тротоарните површини во градот. Планираме потоа да го изградиме и тротоарот во фаза на изготвување на решение за малиот плоштад кај пензионерски дом, така да наредните активности за тротоарите ќе бидат таму. Протогеров вели дека меѓу приоритетите е реконструкцијата на тротоарот кај здравствениот дом Панче Караѓозов. Општина Штип и штипското претпријатие Стипион набави околу 5000 метри квадратни бехатон, со кој ќе се реализира изградба на тротоар во населбата Сењак, потоа кај детската градинка во Ново село, а од денеска и тротоарната површина во центарот на градот. Што се однесува за реконструкција на улиците, Протогеров вели дека согласно програмата ќе имаат и план, кои ќе бидат приоритетни со стартот на градежната сезона во март. Од идната недела штипските пензионери секој вторник благодетите на бања Кежовица ќе може да ги користат бесплатно. Потребно е само од јавното претпријатие ИСАР да се обезбедат уредно регистрирана пропусница за бања. За бесплатен превоз сепак ќе почекаат затоа што јавното комунално претпријатие се уште ги усогласува активностите. Бања Кежовица во Штип атрактивна и за штипјани, но и за граѓаните од Македонија, а бањата редовно посетуваат и странци. Работното време на бањата е секој ден, работи и за празници. Она што е новина за бањата Кежовица е тоа дека од наредниот вторник пензионерите ќе можат без пари да одат на бања. Предвидено е еднаш во неделата, односно секој вторник, почнувајќи од наредниот вторник, пензионерите ќе доаѓаат бесплатно на бањање. Инаку бања Кежовица располага со околу 40 легла. Планирано е бањата додатно да се реновира, а исто така и инвентарот на просториите кои се за туристи да се обнови. Работна единица Кежовица во својот состав има 13 соби, односно 39 кревети. Во голем дел капацитет се искористен, меѓутоа во летниот период капацитет се 100% искористен. Согласно програмата за 2018 година, јавното претпријатие планира делот на искористување на капацитетите, односно кровниот дел ќе се реновира и останати делови како што се душеците и други некои елементи ќе се реновираат, односно да се подобри квалитетот за користење на корисниците на нашите услуги. Колку е цената сега? Сега дневниот смештај во собите е 400 денари со можност 2 пати истите корисници да се капат. Влезот на бањата е
за обичните граѓани 80 денари, детската е 50 денари и за пензионерите 50 денари. Според планот за работа, работната единица Бања Кежовица за во иднина размислува да воведе и бесплатен превоз за пензионерите. Денес во својот кабинет градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски оствари работна средба со представници на Министерството за образование и наука. На денешната средба со представниците од Министерството за образование и секторот за образование на помали етнички заедници разговаравме за начинот на кој што ќе се продлабочува соработката помеѓу нашите две институции. Се разбира, целта е унапредување на условите за настава и интегрирање на сите ученици во училишната средина со почит и уважување на различностите. Затоа што нашето мултиетничко општество се заснова на обединување преку различностите. Во моментот во Штип се изведува факултативна настава на влашки и ромски јазик во општинските основни училишта Димитар Влахов, Тоша Арсов, Славеј Кларсов, Гоце Делчев и Ванчо Преке, а исто така се изведува и настава по турски јазик во подрашните училишта во село Почивало и Шашаварлија. Општина Штип и незините институции во соработка со Министерството за образование и наука ќе дадат максимален придонес во обезбедување на интегрирано образование како нов модел кој представува пример за образование на деца и младинци од сите етнички заедници во нашата мултиетничка средина. Заради нивно нормално подготвување и подобар успех во понатамошното вклучување во мултиетничкото општество. Денешната посета на управата, мене како директор и советниците по влашки по турски јазик беше посета на 4 основни училишта, меѓутоа и општината, градоначалникот, со цел запознавање на проблемите и предизвиците на наставата по изборниот предмет јазик и култура на власите, меѓутоа детектирање и согледба на бројот на деца од турската заедница од подрачните села кои гравитираат на територија на општина Штип, а со локалната самоуправа и со градоначалникот сакавме да размениме информации и да го запознаеме со нашата активност, меѓутоа и да поттикнеме одредени дебати, работилници, семинари до крајот на школската година како би се унапредил и одржил овој процес на изборниот предмет. Сакавме да го запознаеме градоначалникот со иницијативата на кабинетот на Министерката за образование, а тоа е измената на наставниот план и програм за следната школска година, каде што ќе се воведат изборниот предмет јазик и култура на србите и турците, па сметаме дека одредена заедница, доколку постои на оваа територија, да земат учество и овие заедници. Меѓутоа, морам исто така да истакнам дека, иако не ни беше во агендата планирано, ама согледавме и добивме и tekako значајни информации за состојбата на ромската заедница во Штип, проблемите од социјалниот аспект, од проблемот на учеството на децата, од овие ранливи социјални категории, една тема која е многу присутна, а меѓутоа нашето присуство на терен ни даде исклучително важни корисни информации за тоа како оваа заедница обстојува, како во секојдневието, меѓутоа така и во образовниот процес, така да ја сметам и tekako значајна и важна оваа наша посета денеска во Штип. Шеесет магистри и тројца доктори на науки од источниот регион на Македонија се уште чекаат вработување. Берово е со најмногу невработени магистри по глава на жител, покажуваат официјалните податоци на Агенцијата за вработување. Дури 13 магистри и 1 доктор на науки и покрај своите високи научни дипломи чекаат на ред за вработување во Беровската подрачна единица. Втор на листата веднаш по Берово со 10 невработени магистри е општина Делчево. Статистиката покажува дека и во источниот дел на државата има 60 невработени магистри, од кои 60% се жени. Најмногу невработени има во Штип, дури 17, во Кочани 14, во Пробиштип 5, а во Виница само 1 магистар. Ниту титулата доктор на науки повеќе не е виза за брзо вработување, покажуваат официјалните податоци.
Тројца доктори на науки, еден од Делчево и двајца од Штип се уште водат како невработени. Во 5 подрачни единици засека регистрирани се 1073 невработени со високо и 2595 лица со средно образование. Градоначалниците од Источниот плански регион се сретнаа со своите колеги од Бугарија и разменија искуство за управување со заштитени подрачја. Во рамките на програмата за зачувување на природата, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, делегација составена од градоначалниците на Источниот плански регион, представници на Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, јавното предпријатие Македонски шуми, како и представници на Центарот за развој на Источниот плански регион од 25 до 27 јануари. Оствари средба со своите колеги од Бугарија. Делегацијата се сретна со градоначалниците на Благоевград и Петрич, со кои детално беа дискутирани придобивките и предизвиците за локалното население кои произлегуваат од постоењето на заштитените подрачја. Пред се беше истакнат придонесот од постоењето на овие подрачја кон подобрување на социјално-економските услови преку развивање на рурален туризам и користење на меѓународните фондови за развој. Градоначалниците разговараа и со представници на локалните и владени институции кои управуваат со заштитените подрачја во регионот на планините Беласица и Рила, со кои беа спроведени и разгледани пристапите кон управување на подрачја со различен степен на заштита. Искуството од Бугарија наспроти, локалните состојби во источниот дел на Македонија ќе служат како појдовна точка за изнаоѓање на соодветни мерки за заштита на природата во Малежевијата, Осогово и Плачковица, региони кои изобилуваат со биолошка разновидност и природни вредности, а засега немаат формална заштита во Македонија. За време на посетата делегацијата имаше можност и на терен да се запознае со различните активности кои ги спроведува локалното население и да разговара директно со оние кои имаат најголема придобивка од постоењето на заштитените подрачја. Ова посета ја потврди и можноста за блиски прекугранични соработки на соодветните институции од Македонија и Бугарија. Една од клучните цели на програмата за зачувување на природата е подобрување на состојбата со природните вредности во сливот на реката Прегалница и промоција на нивно одржливо користење и управување преку воспоставување, заштитени подрачја и други активности. Координатор на програмата е Фармахем Скопје, главен партнер е Министерството за животна средина и просторно планирање, стратешки партнер е Центарот за развој на Источниот плански регион, а спроведувач на активностите, поврзани со оваа компонента од програмата, е Македонското еколошко друштво. Измените на Законот за минерални суровини кои се во собраниска процедура и кои треба да се донесат по скратена постапка, ќе предизвикаат затворање на рудниците и блокирање на целата индустрија, соопшти Македонската асоциација за рударство. Оттаму вела дека не е точно тврдењето во предлог текстот дека законските измени нема да имат финансиски последици, бидејќи евентуално раскинување на договорите за концесии, штетите би достигнале 1 до 3 милиарди евра, велат од Македонската асоциација за рударство, додавајќи дека рударската индустрија брои 12.600 вработени, а извозот достигнувал 180 милиони долари годишно. Председателот на Македонската асоциација за рударство Маријанчо Николов вели дека предлогот бил чуден и отие почудно што немало јавна расправа и што измените се туркаат по скратена постапка. Тој бара одложување на донесувањето на законските измени и асоциацијата заедно со експерти да учествува во расправата во Собраниска комисија за економски прашања. Тој изјави дека предлог измените ги имаат поднесено група пратеници од СДСМ, но ти било нејасно кој во суштина стои зад нив. Младиот штипјанец Андреј Тасев го освои второто место и сребрениот медал на Европското првенство во џиу-џицу што се одржа во Англија. Ноште пријатни и ведри информации ни пристигнуваат во спортската редакција на Ирис телевизија за успесите на штипските спортисти од најразлични делови на целиот свет. Последно случај го регистрираме со младиот Андреј Тасев, кој веќе неколку години со својата фамилија живее во Англија, а деневи беше на одмор во својот роден Штип.
Андреј Тасев е роден на 1 ноември 2006 година во Штип, каде започува да тренира џиу-џицу, за да веќе 2 години настапува во клубот Букс Бичестер во Вулверхемптон, Бирмингем во Англија. Неговиот напредок е очигледен и за тоа зборува и последниот вреден трофеј со кој се закити пред нова година. Имено Андреј Тасев на Европското првенство во џиу-џицу, што се одржа во месец ноември во Бирмингем, во категорија под 42 килограми, го освои второто место и сребрениот медал, што е негов највисок досегашен дострел. Инаку Андреј Тасев е син на Тоша Тасев, поранешен член на фудбалскиот клуб Брегалица од генерацијата 1980-1981 година, која беше пионерски и кадетски првак на Македонија, а во која покрај останатите другари му беа Горан Здравков, Ристен Умов, Борче Постолов, Михаил Донов и други, а тренер им беше Мите Секулов. Неодамна тие од кои повеќето се раштркани по европските земји имаа генерацијска средба, на која по подолга пауза повторно се сретнаа. Имаа пријателска дружба, на која се подсетија на некогашните добри стари времења, а некои од нивните наследници веќе се афирмираат во повеќето спортови овде во Македонија и надвор во некои од европските земји. Тоа беше се што ви подготвивме во овие понеделнички вести на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!